Почитувани гледачи на ОТВ, добре дојдовте во уште едно издание на Отворени муабети. Денес разговараме можеби со човек кој што е сосема различен од сите други профили кои што сме ги имале. Сме имале уметници, професори, сме имале правници. Сега во случајов гостината е правник, но го каниме во сосема друго својство, значи во ера кај што хуманитарните организации се на удари, стално се сметат веќе за некакви злоупотребувачи. Ова организација како дел од најголемите хуманитарни организации во светот, тоа е ротаријанството, ротаријанците, подобива дури етикети како секта, како тајно друштво, како елитен круг. Сега за да ги демистифицираме овие работи, да ги објасниме што точно е ротаријанството, денеска со нас во студиото Олег Георгиевски, председател на Ротари клуб Прилеп за 2025 и 2026. И 2026 како оди председателството на година, ама не сте на 1 јануари, значи? Не сме на 1 јануари, не е класично примопредавање на годината, туку ротаријанската година трае исто една година, почнува на 1 јули и завршува на 30 јуни наредната година, така тоа значи дека јас сум председател на Ротари клубот Прилеп во 2025 во овој период до 2026 година до крајот на јуни. Сега, ајде од почеток одма со најтешко прашање, зошто ве смета за секта, за тајно друштво, за, не знам, елитен клуб, елитист? Па сега, секој има право на свое мислење. Јас мислам дека, ово е еден од најдобрите начини како да се представиме и како да ја зголемиме видливоста на Ротари клубот во заедницата, па и на ротаријанците генерално. Апсолутно не станува збор за тајно друштво, можам да кажам и да потврдам дека не станува збор ниту за елитистичко некакво друштво, туку, видете, целата организација, начинот на кој функционираме се е јавно. Целосно јавно, станува збор за невладина организација на крајот на денот, основана по законот за здруженија и фондации, значи нема тука ништо тајно. Од друга страна, во централен регистар. Регистрирани во централен регистар, има јавно обелоденети информации кои се основачи на Ротари клубот Прилеп. Од друга страна, финансирањето, активностите наши се целосно јавни, според тоа не може да стане збор за некакво тајно друштво. Има, да речем на некој начин, загадочност во дел од елементите или начинот на функционирање и тоа повеќе би го поврзал со церемонијата која мора да имаме. Имаме некој церемонијален дел во смисла на означување на почеток на состанок, завршеток на состанок, но тоа не е нешто драстично поразлично од она што го прават многу други организации. Дури и потребно е, секаде каде што има поголем број на членови, тоа е препорачливо да постои во некаква форма. Овде најдов вака се малку да раскршиме чисто како информација дека Ротари клубот на светско ниво како меѓународна хуманитарна организација брои над 1,4 милиони членови, присутна во скоро сите земји и ова во отприлика вели дека ротаријанците се најголемиот хуманитарен клуб се водат. Апсолутно точно. Оваа година одбележуваме 120 години или одбележавме веќе во февруари. Ми се чини 23 февруари 1905 година во Чикаго од познат чикашки адвокат Пол Харис е формиран Ротари. И оваа година одбележавме 120 години.
Забележливо е тоа што веќе по 5-6 години од формирањето на првиот ротари клуб, тогаш од неколку видни угледни граѓани, да речем, на Чикаго, веќе во многу држави, почнува сојузни држави во Америка, почнува формирањето на ротари клубовите. Денес ротаријанството всушност значи мрежа на многу клубови во светот, совршено добро организирана, бидејќи постојат статути, принципи и така натаму, која функционира во посебно организирани дистрикти или региони. Ние сме, например, како држава во дистрикт со Словенија. Тоа не е случајно, дистриктот се вика 19-12, тоа не е случајно бидејќи отприлика одговараме по големината и треба да задоволиме некои критериуми како број на членови, вкупен број во двете држави, како број на формирани клубови и така натаму. Бидејќи Македонија е релативно мала, се уште немаме таков капацитет да имаме свој дистрикт, така Србија е со Црна Гора и така натаму. Значи 120 години имаме историја зад нас, многу сериозна историја и денес повеќе од 1,4 милиони луѓе во светот се ротаријанци. И вистина, претходно споменавме, тоа е и најголемата хуманитарна организација во светот, најголемата хуманитарна мрежа која функционира. Исклучок се само неколку африкански држави, ми се чини нешто во Азија, инаку секаде имаме. Во Македонија имаме околу 27-8 клубови регистрирани, ротари клубови, и имаме 10 ротара клубови, тоа се подмладокот ротари. Ајде сега направивме нововече, така, колку на светско ниво, дека во Прилеп си легално регистрирана невладина организација. Ајде сега да му појасниме на гледачите која е суштината на ротари или што точно ротаријанците работат. Прво ќе тргнам од тоа... Или овдека сум пишал без мистификации. Без мистификации, да, тоа вообичаено така е дискусијата. Прво ќе тргнам од тоа кој може да стане ротаријанец. Ротаријанец може да стане, како ние велиме во клубот, секој човек кој е на добар глас во општеството, во заедницата, во средината во која ние функционираме, живееме. Тоа значи во градот Прилеп секој еден професионалец во неговата област, човек од бизнисот, човек кој што е на добар глас во заедницата, прави добри работи, може тоа нели да е садење дрва, одгледување лозје, занимавање со едукација и така натаму, може да е познат музичар. Со препорака на некој од членовите се става на гласање и станува ротаријанец. Значи тука нема ништо што е мистично, нешто што е... Значи препорака од веќе постојан член, да, и се става на гласање. Да. Тоа е условот за да станеш ротаријанец, за да бидеш член на дружината. Сега прашавте што е она што ние го правиме. Пред се ротаријанството е дружење. Јас и така го сватив. Јас сум веќе 8 години и слободно можам да кажам дека во овие години се стекнав со бесценети пријателства. Ние во градов сите функционираме на некој начин, во наша некоја микросредина, микросфера, действуваме тука и во принцип познаваме многу луѓе, меѓутоа си само на здраво, немаш, а сакаш да се запознаеш, сакаш да скршиш некој збор два повеќе со некој човек, ама немаш прилика. Зошто немаш прилика? Заради некоја апатија, можам да кажам, отсуство на културни настани, на некои збиднувања, заради отсуство на некој форум каде што интелигенцијата ќе може да седне и да скрши по некој збор, така, и да размени енергија ако сакаме, нели да действува, да се поттикне на некаков активизам и така натаму. Значи, прво е дружење, вистина, за мене ми донело ротаријанството или членството во ротари клубот многу драги пријатели со кои активно се дружиме и фамилиарно и секако. Втората работа е активност или действување за добробит на заедницата, па и на светот пошироко. Зошто? Затоа што ротари разработува или работи во сфери кои се од значење за сите нас, заштита на животна средина, подобрување на женското здравје, внимание се свртува кон здравјето на децата, ќе ви кажам и зашто се е заслужен ротари во светот, какви има резултати и колку средства вложил и така натаму.
Па не знам, до искоренување на одредени болести, зголемување на нивото на едукација, пристап до вода, до храна на секој човек. Значи, зборуваме сега за основни човекови права на светско ниво. А Ротари се залага, односно функцијата на секој Ротари клуб е да го направи местото во кое действува, функционира, подобро место за живење. А дали мислиш дека има нешто во вашето действување или се должи комплетно на непознавањето на ротаријанството, она што ве прави да во очите на луѓето тајновити? Дали може вие да смените нешто или во соработка, например, со медиуми да се демистифицира само треба приказната? Па мислам дека не бил даден или можеби ние не сме го обезбедиле просторот медиумски да бидеме доволно застапени и да ја пренесеме пораката. Ево, ова интервју излезе сосема случајно на настанот кој што ви беше со децата кои што сликае кај Итарпео. На Арт Хепенинг. Со тебе се познаваме може повеќе од 25 години, од Кире Гавриловски и така, година-две сме разлика и те немав долго време видено и се немавме видено долго време и сега јас идам да снимам репортажа. Ми стана интересно и баш ми рече, ама никој ни досега не дошол нешто да не сними, да не презентира. Реков добре, ај дојде да и во студио да ја раскажем приказна. Така излезе. Ако ја не добив желба да дојдам да го ја направам таа репортажа, немаше да дојде ни до ова интервју. Значи требало може повеќе джева да крените. Па треба. Реално треба. Мислам дека во овие 2-3 ротаријански години на Ротари клубот Прилеп многу имаме сработено за зголемување на видливост. Активно работиме на социјални мрежи, присутни сме, објавуваме и на LinkedIn и на Facebook и имаме наша веб страна. Веб страната секој може да ја посети, може да види кои се членови, кои се нашите активности, кои се нашите цели и така натаму. Реално кажано, значи таа етикета на елитно друштво па се собираат, може би стои до негде. Зошто стои? По статутот, по актите во ротаријанството и на ротари клубовите може да се формира ротари клуб и за одредена цел. Во Скопје ќе најдете ротари клуб академија. Целта им е, значи, да собираат луѓе од академијата, значи тоа се професори, научни соработници и така натаму, сакаат тие да пијат заедно кафе и да дискутираат за одредени проблеми во академијата, да пробуваат да ги решат на некој начин. Дали преку обуки, преку тренинзи, преку донации одредени и така натаму. Свесни сме сите дека еден куп има сфери за действување и дека секаде каде и да чепнеш во наше општество, сигурно нешто фали и може нешто да се сработи. Вие имате во светот формирани ротари клубови на љубители на возила за трки, на љубители на одредени работи или некој ги спојува љубовта кон природата, па формирале ротари клуб за таа цел. Чи тоа е функцијата на ротари. Живеат во големи градови, луѓе кои што имаат исти интереси, исти гледишта. Се поврзуваат, тоа. И така се поврзуваш. Сега секој за овие сега мораме да го докај да го користиме во мистично, во сите тие мистични или организации кои што се приемани во јавноста како мистични, како тајни. Стално се поставува прашањето дали религиската определба, дали политичката ориентација има улога во членувањето таму? Нема апсолутно. Еве, јас тврдам дека е така, ниту имала, бидејќи кај нас и по актите и на Ротари Интернационал и на она што ние го имаме овдека, забранета е политичка активност, забранета е дискусија за политички теми, значи може во приватниот живот било кој човек да извршува јавна функција, тоа не го спречува да стане член на Ротари клубот. Меѓутоа, во нашите активности ние не смееме да се занимаваме со политика, ниту зборувам сега како клуб, значи да имаме политички дебати, некое политичко действување, а исто така исклучена и религијата. Ние, поради хомогеноста на Ротари клубот Прилеп, сега оваа недела организираме клубска слава. Ја имаме Архангел Михаел и си се каниме ние и нашите пријатели на една заедничка вечера. Но таму каде што не е таква структурата, се почитуваат сите празници, луѓето се канат. Ако нешто не достига во наше општество, болно, јас можам да го
идентификувам како такво заради многу работи, тоа е љубезноста, тоа е комуникацијата. Некако заборавивме да комуницираме, заборавивме да бидеме, не знам, да го отвориме срцето, душата за некои работи, па и Ја изгубивме емпатијата како општество. ја изгубивме емпатијата, точно. Да сочувствуваш со болката на другига. Градиме брани, градиме такви работи место мостови. Ова е единствениот форум, ако сакаме сега така да се изразиме, барем во градов, јас така го препознавам, каде што луѓе со слични размислувања, слична фреквенција седнуваат заедно и дискутираат за нешто што е од значење за сите нас. Ние зборуваме за спортот во градот, зошто го има или го нема, па каде ние можеме да се вклучиме. Ние имаме најмладата екипа, се вика Интеракт, гимназија Мирче Ацев Прилеп. Дечките се фантастични, сега добија 3 ноембриска награда. 3 ноембриска награда, да. И вистина ја добија сосема заслужено. Ти имаат по 20 проекти во една ротаријанска година. Тоа е фасцинантно. Во услови кога не достига или е толку раритетен младинскиот активизам, ние наместо да им правиме сопки, ние треба да ги поттикнеме да дадеме се од нас, само да прават уште повеќе. Прават турнири во одбојка, баскет турнири, не знам, собираат средства, помагаат на деца, на здруженија, секаде каде што има да знаеш дека ротаријанците од Интеракта, тоест младите ротаријанци од гимназија, беа снимани од Тин Феномен, која е тинеџерска емисија на ОТВ, уште во април месец беше годинава, така да првите ротаријанци препознавањето, така е, па добро, супер. Тоа беше благодарение на нашите водители на Тин Феномен, тие се другари со дечки кои што членуваат таму и се договараме сега следна сабота што снимаме. Абе, ние другари имаме еден супер настан на Могила, че има турнири за ова, за она, да видиме што се случува. Така се случи тоа интервју и супер емисија да изгледаш. Треба да се заблагодариме во тој дел за тоа што еве како медиум прераснувате во некој кој е градски хроничар на случувањата овдека во градот. Мислам дека тоа ни недостига. Треба да ги забележиме овие работи, бидејќи има толку многу и поединци, па и правни лица кои прават исклучителни работи, ама не се забележани. Апсолутно, има и граѓански иницијативи, има и правни лица кои што прават сериозни чекори за подобрување на оваа заедница. Има млади чуда од деца кои што прават чуда по светот, но и ние како редакција со толку колку што сме се надеваме дека пробуваме и успеваме барем делото да го документираме и да го предочиме на јавноста и се надеваме дека ќе растиме еве за една година и поколку што сме тука јавно и упорно. Се надевам само дека порастиме поголем број членови и ние да можеме да покриеме повеќе, затоа што и реално мисијата на ОТВ е да ја прави ова заедница подобра. Тука ни е заедничко дефинитивно. Да. И сега елементарно прашање, членството во Ротари клубот се плаќа или е бесплатно? Да, добро е прашањето. Ние го плаќаме членството и членарината е многу символична. Ние плаќаме месечно одреден надомест. Тој е во пропорција, така е предвиден, како што е пракса во сите ротари клубови во Македонија. Има различни во светот ротари клубови, некаде и многу се плаќа, меѓутоа кај нас во согласно со можностите собираме некои средства за да имаме да функционираме вака редовно. Еве вечер имаме доделување на награди од арт хепенингот од пред 2 недели. Ни треба паричен фонд за да ги наградиме првите 3 најдобри сликари, најуспешни на арт хепенингот. И тоа се подразбира дека не може да го плати само секогаш да го плаќа поединец, туку ние како клуб треба да имаме наши средства. За тоа служат членарините. Денеска сме 17 понеделник, кога рече вечер, пошто одиме на YouTube да се знае кога било доделување, да го забележиме. Да, и објективно тие се средства, значи наменети за покривање на тековни трошоци. Од друга страна добиваме средства од поединци и од правни лица. Ако сработиме проект, се обраќаме до
пред се до нашите компании тука локални во градот, па и до поединци да ни донираат одредени средства или правиме наши настани. Так. Пред еден месец имавме исклучителен настан, насловен Хуманизам преку хедонизам, оксиморон или реална можност, и се потврди дека е реална можност. Обично тие две работи се вака амбивалентни, не одат заедно, ама во нашиот случај се покажа дека се поклопуваат, можат да се поклопат. Јас мислам дека хедонизм е најчовечката особина. Така да хуманизам и хедонизам мислам дека супер одат. Еве, да, и јас се согласувам, ама може да се каже дека се на некој начин оксиморон, затоа што во поимањето некој вели хуманизмот нели е нешто што треба да даваш, ама хедонизмов ти само трошиш, си. Напротив, хедонизм е уживање во одредени работи, не е трошење, можеш ти да уживаш и во давање. Уживаа во давање, собравме некои средства, купивме дрон и утре во 10 часот го донираме на територијалната противпожарна единица во Прилеп. Ми го потроши прашањето. Па добро е. Ова тајново нешто во позадина да не дојдат информации. Ама супер, баш ми е мило, разбрав за донацијата, мислам како редакција, разбравме и добивме покана за утре за време на сега не гледам смисла да трошам гуми од точакот да ТПП и Прилеп, затоа што имам од прва рака информација. Да. И уште една работа, само да не останам должен, дел од средствата ние ги уплаќаме како клуб на Сојузот на ротари клубови, за да функционира овој нашиот сојуз во Македонија, и на Ротари фондацијата на светско ниво. Значи, која е формирана од Ротари Интернационал. Ај се лично да те прашам тебе. До некаде го одговори ова, но онака кога реши, што те мотивира и пака кога реши јас ќе ставам ротаријанец? Па мислам дека прво треба некој да те предложи, после да решиш, еве тоа ќе го кажам. Прв ротаријанец во Прилеп е Симон Наумовски. Тој на некој начин е и мој ментор. Јас сум работен во Витаминка. Е и мој ментор. Тој се има вклучено во активностите на возобновување на Ротари клубот Битола во 98 година. Битолчаните се за респект во делот на ротаријанството, бидејќи првиот клуб во Битола е формиран во 1935 година. Те има така, да, после во Југославија биле забранети таквите збиранија, а инаку првиот клуб во Македонија воопшто ротаријански е формиран во 1931 година, тоа е Ротари клубот Скопје. Значи Симон Наумовски во 98 година со некои ентузијасти го обновуваат Ротари клубот Битола, за подоцна Ротари клубот Битола да стане клуб кум на нашиот клуб. Значи Ротари клубот Прилеп е формиран во 2008 година. Кумството е, ви кажав, од Ротари клубот Битола. Јас имав нешто слушнато, вака многу малце информации, податоци, нешто повеќе од интернет, повеќе од нешто што сум читал, меѓутоа тоа беше, како да речем, не беа сознанијата нешто посебно професионални. Со текот на годините ме предложи мојот директор Сашо Наумовски. И тој е член на Ротари клубот Прилеп, ме предложи да станам член. И по таа некоја линија, заради потребата да ја обезбедиме линијата, ајде, може би и на присуство и на компанијата, но и наше лично учество, јас прифатив да станам член во 2017 година на Ротари клубот Прилеп. И еве, со радост ги чекам сите состаноци искрено во понеделник, во 19 часот ни се фиксни, да испиеш кафе со добри луѓе, да си отидеш дома побогат со некоја информација, со една добра енергија, навистина многу значи. Особено во услови си го чувствуваш како правилна одлука да прифатиш. Си го чувствувам како правилна одлука. Јас верувам во луѓето што се таму. Гледам дека сите имаат ентузијазам да направат некаква промена. Не значи дека сите состаноци наши се подеднакво ефективни, дека ние секогаш носиме некои одлуки, па правиме стално некакви проекти. Доволно е само да се видиме, доволно е да поразговараме. Кога ќе излеземе од состанок некаде околу 21 часот и кога ќе видиме дека чаршијата во Прилеп е релативно празна, си велиш, ово е начинот ние да
се собереме, да си кажеме по некој збор и да го менуваме ова вака место да биде поинтересно, поубаво за живење. На крајот на денот сите имаме деца и треба да нели остани оваа средина да биде подобра за живење и за нашите деца. Кога спомна чаршијата, сите го гледаме то веќе секоја година се попразно и попразно, само сакам да споделам една случка од последната сабота. Излегуваме да снимаме со дечки од Тин Феномен. Ја рековме че направиме и некој мини анкетче. Не го да правивме анкетчето, од многу проста причина, што од 10 луѓе кои што ги застанавме, не рекоа не сме од Прилеп. Па сега не знам дали треба да се радуваме на туризам или... Не беа туристи. Се разбираме, окей. Не беа туристи. Како и да сакав само да ја споделам, онака чисто да се замислиме, секој што ќе гледа ова да се замисли, затоа што дефинитивно треба да менуваме многу работи од корен тука и да носиме нова енергија која што ќе биде енергија која што ќе создава желба за останување и за живење овдека. Морав да го протнам ова, некако ми даде шлагврт празната чаршија. Да продолжиме со како ротаријанец кој што сега веќе си стигнали до председателствување во оваа година и следната, што им препорачуваш на луѓе кои што се уште имаат предрасуди на... Јас им препорачувам да ги следат активностите. Значи, наједноставната форма за следење на активностите е да ја напишеме веб страната www.rotaryclubprilep.org.mk и можат да видат кои активности ги има. Мислам дека сме видливи. Зошто? Летово почнавме со еден исклучителен проект. Најдовме податок дека нашите деца дишат загаден воздух според параметрите кои ги има дефинирано и Светска здравствена организација. Ово е податок од УНИЦЕФ. Вели дишат загаден воздух како надвор, така и во училиштата и во градинките. И тоа ме фрапираше на некој начин. Зошто? Затоа што да не навлегувам еден куп и болести и смртни случаи, па и на деца се должат на загадениот воздух. Треба да престанеме да ги бираме изборовите и да бидеме меки, дефинитивно треба да се тоа каже. Тоа и го правиме, но го правиме со дела како ротари заедница. И што направивме? Донација од 8.500 евра, повеќе компании од градот излегува во пресред, дел беа средства од клубот. Набавивме 21 прочистувач за воздух и ги дониравме во 2 градинки. Значи комплетно опремивме 2 градинки, тоа се градинката Личер и градинката Бончејца. Ние сакаме да продолжиме понатаму и сите градинки да бидат опремени. Тоа се врвни филтри за прочистување на воздухот. Значи зборувам со соодветен капацитет, од одличен производител. Не е тоа вазна што се остава на масата. Сакаш да ми кажеш дека со 8.500 евра опремивте 2 градинки во Прилеп? Точно, да. Комплетно со прочистувачи за воздух. Колку градинки имаме во Прилеп? Па мислам дека се 5-6 така нешто. Така, значи нас ти требаат уште околу 30.000 евра за да ги опремиме. Ете тоа е. Што прави нашата општина? Па јас мислам дека бидејќи тогаш правиме муабет за основна работа, чист воздух на децата во просторот кај што престојува 8 сати, 8 до 10 сати во ден. Во тој момент бевме информирани дека и локалната самоуправа од некои проекти има обезбедено прочистувачи и ги има донирано во спортски сали, некоја градинка била опремена и така натаму. Нашиот проект беше токму во таа насока, да испратиме порака дека стандард е чистиот воздух, мора да биде стандард во училиштата и градинките и нема дискусија и мислам дека успеавме. Зошто? Затоа што ги поттикнавме сите да почнат да размислуваат на таа тема и заеднички се договоривме, ако сме во можност нормално до крајот на овој наш мандат, да опремим уште една-две градинки во согласно со можностите. Тоа зависи од повеќе други работи. Она што ние сакаме да го направиме, требало да ве следи општината и да ги допреми веднаш. Се согласувам, значи сите ние треба да действуваме, сите ние треба да си ја завршиме домашната задача на тој план. Зошто? Затоа што Ротари клубот Прилеп, кажав,
Има ограничени средства, ограничени можности, 35 поединци се физички лица кои имаат, се ултра зафатени, имаат приватни нели бизниси, действуваат на разни фронтови. Обично тоа се луѓе кои не мируваат, туку цело време се во нешто вклучени. Сега треба да сработат и проект. Во таа смисла, најдобрата варијанта во Ротари заедницата е да се направи тој така наречен меѓународен проект, кој што е голем, се доделуваат средства преку Ротари Интернационал во висина од најмалку 30.000 евра. Во Македонија има сработени проекти, за жал недоволно. Сега сакаме да направиме еден на ниво на држава за помош на центарот Феникс во Кочани за поддршка на децата на настраданите во пожарот кој беше во дискотеката. Но и ние како клуб, за да имаме такви можности, сега се збратимуваме. Имаме збратимување со еден клуб од Словенија, тоа е Ротари клуб Загорје Кум, и на 29.11 сме поканети, на наша иницијатива, да се збратимиме со Ротари клубот Лесковац. Зошто? Затоа што при доделувањето на средства, ајде да речам, за да сработиме таков проект, ни требаат клубови од 3 различни држави и треба одреден исполнување на одредени други услови. Тоа е начинот како ние можеме да собереме поголеми пари, 80-100.000 евра, и може да направиме нешто позначајно. Низ годините сме направиле многу работи, но ова е што сега во моментот најмногу ни недостига. Седнување, пишување проекти. Не собрале, значи овие нема да можеме да спиеме од овие 8.500 евра. Вие не само што сте ги собрале и сте покажале со колку малку на децата може да му се даде многу. А тука оние кои што се задолжени за условите и надлежни за условите во кои што ни учат децата, и овде правиме муавет само за градинките, тука треба да правиме муавет и за училиштата, и основни, средни, секој дете кое што според закон мора да биде 8 сати во денот во таа просторија. Државата и општината, тоест надлежните, треба да му обезбедат основна работа, се вика чист воздух. За крај, што планирате за 2026? Многу планираме, имаме многу активности, само оваа недела имаме 3 веќе активности. Еве вечер е доделувањето на наградите од Арт Хепенингот. Идејата ни беше не само да ја заживееме Прилепската чаршија, туку и да испратиме порака, јас тоа го кажав, до младите луѓе да се занимаваат со уметност, со нешто што е вредност во вистинска смисла во животот. Утре имаме доделување на дронот на ТПП Прилеп. Во сабота имаме клубската слава. Она што за прв пат во нашиот град го правиме, сега прво за 2025-та да кажам. Значи, имаме избратимување со Ротари клуб Лесковац планирано. Правиме прва градска ораторска вечер. Јас сум правник по вокација и своевремено, во пред 15 години добитник на едно државно признание за ораторство од тогашниот председател. Јас сакав, условно речено, да не ми замери некој, тип качкава генерација сега, како ја викаат, да ја натераме да зборува. И моето искуство тоа го покажувам, предпоставувам и вашето, дека многу се ориентирани кон таква работа, ама дека забораваме на македонскиот јазик, тешко ни е сложени реченици, тешко ни е да напишеме нешто. За среќа наша, уште тоа ќе кажам, на 10 декември ја организираме првата градска ораторска вечер, ја користам приликата, ве поканам. Планиравме... Ја прифаќаме поканата, од сега кажувам, ќе видиме таму. Планиравме 12 ученици. Ќе се радуваме да слушнеме добри млади оратори во Прилеп. Планиравме 12 ученици од средните училишта да ни се вклучат, имаме 18 и не сакаме никого да го вратиме, бидејќи за прв пат организираме. Имаме стручно жири, составено од тројца професори по македонски јазик и книжевност, веројатно и комуниколог ќе вклучиме или правник. Ќе биде фантастично едно дружење, сакаме да ги слушнеме младите, а кој е поводот? Поводот е Меѓународниот ден на човековите права, а темата е уште поинтересна, правото на изразување без цензура и ограничување. Чи не може поширока тема и мислам дека ги поттикнавме, веќе напишале и нивни говори,
професорите веќе ги менторираат, им благодарам на сите што се вклучија. Имаме фантастична вечер. Идејата наша е да прерасне во традицијата. Тоа е ротарината. Кај ќе се случува? Во градската библиотека. Во Од 19 часот, идеално, 10 и таму се. Кај што е местото на таја вечер? Апсолутно. Се прашавте за 2026 година, значи стартуваме со крводарителска акција. Можам и тука да се пофалам дека најголемата крводарителска акција ја правиме ние во коорганизација со Lions клубот од Прилеп. Традиционално собираме по 50-60 единици крв, доаѓаат 50-60 дарители секоја година. Ќе имаме заедничка една дружба фамилиарна, чисто заради зближување на семејствата, веројатно некаде во околината наша. Сакаме да направиме со една поголема веледрогерија многу интересен настан едукативен, кој што ќе се занимава со некои актуелни прашања во сферата на здравството. Ќе го одбележиме многу достојно меѓународниот ден на планетата Земја. Ќе имаме акција од 2-3 недели во сите средни училишта да собираме отпадна хартија. Таа ќе заврши таму каде што и е местото. Ја имаме таа наша традиционална донаторска забава, таа се случува во средината или кон крајот на април месец. И да не откривам, има уште 3-4-5 значајни активности ќе бидат поврзани. Остави нешто да се снимаме и в година. Повторно, да. Да се снимаме и скроз крај за крај. Кажи ми што е ова златно ланче. Јас би го нарекол како се. Да, ова популарно. Крени го само в раце, оти немаме тие се камерите сите на нас. Нема. Еве го. Значи ова се вика инсигнија. Тоа е обележје кое го носат председателите на клубовите на свечените настани. Препорачливо е дури и на секој состанок. Еве јас носам овдека значка од другата страна, да. Ова е Пол Хари значка, тоа е највисоко одличие во ротаријанството. Имам среќа да ми ја додели сега покојниот наш чартер председател Александар Ристевски, рентгенологот кој трагично загина претходната година, за жал. Инаку тој беше огромен ентузијаст и голем познавач на ротаријанството. Тој обезбеди 2 значки, едната ја задржа за него, другата ми ја даде мене. На инсигнијата се изгравирани имињата на сите претходни председатели на Ротари клубот Прилеп, низ овие 17-18 години. Така да тоа е едно само тоние церемонијални работи кои ги имаме и едно звоно, значките се обележија чисто заради препознавање на членовите на клубот и ги доделуваме на разни настани кои си прави клубот во текот на годината. Орде, фала ти што дојде си по муабет и се надевам дека демистифициравме барем дел од целата таа мистична приказна наречена Ротари клуб. Навистина ми е драго, голема благодарност за одстапениот простор и посебно ми е драго заради подготвеноста да одстапите простор понатаму и да не има во вашата програма. Навистина имаме многу што да кажеме, што да покажеме и мислам дека само заедно сме посилни и треба така на тој начин да се поддржуваме за ова место во кое живееме да биде подобро место за живење, да бидеме среќни, задоволни каде се наоѓаме и со се она што го правиме во животот. Многу убав збор. Спомна да бидеме среќни. Јас велам малку да намалиме со гордоста, да почнеме да бидеме среќни за тоа каде живееме. Ете така, да. Добра констатација. Благодарам. Вас ви благодарам што гледавте. Се гледаме во следна епизода на Отворени муабети.